кратки сончеви периоди, но сепак и во делови од зимјава повторно очекуваме повремени локални врнежи од дожд. Во Скопје врнежите од дожд ќе бидат повеќе услови за слаби локални врнежи од дожд. Тетово максимум до 10 степени, Гостивар 11, Скопје 15 степени. Забележуваме за некои степени повисока дневна температура во споредба со она што имавме денес. Маврово 7, во Девар до 11 степени. И во североисточните делови од зимјава не очекува променливо време. Утре променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Крива Паланка 14, во Куманово, Свети Николе и Виница 15, Штип утре максимум до 16 степени. Релативно топло време преку ден утре не очекува и во југоисточните делови од зимјава. Овде максимум околу 15 степен. Берово 12, во Струмица 13 степени, Дојран и Радовиш 15, Гевгелија најтопло утре таму 17 степени, Демир Капија и Кавадарци 16. Овде утре променливо облачно време, ќе имаме и сончеви периоди. Во Охридско-Преспанскиот регион и таму утре не очекува променлива временска состојба, променливо облачно време и овде со сончеви периоди и со услови за слаби локални врнежи од дожд. Крушево максимум до 8 степени, Прилеп и Охрид 13, Битола 14, Претор максимум до 12 степени. Променливата временска состојба продолжува и во текот на следниве денови. Четврток, петок и сабота не очекува променливо облачно време, во четврток пооблачно, а во петок и сабота со сончеви периоди. Повторно ќе имаме услови за повремени локални врнежи од дожд, а што се однесува до температурите, особено преку ден, повторно не очекува релативно топло време без некоја поголема промена. Четврток и сабота максимум до 17, петок до 18 степени. Толку од ова метео, ви посакувам пријатен остаток од денот. Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добро вечер. Поздрав од Куманово, каде што во спортската сала Куманово помалку ќе започне кошаркарскиот натпревар меѓу екипите на Куманово и Балкан во рамките на Балканската Библ кошаркарска лига. Овој натпревар четврти вкупно за составот на Куманово, кој што досега има 2 победи и 1 загубен натпревар против составот на Балкан, кој има 1 победа и тоа токму против еден од двата македонски представника Кожув во Гевгелија. Претходно имаат и 2 пораза. Кумановци ќе настапат во следниот состав со број 5 Јанески, 7 Мандиш, 8 Маневич, 9 Мишковиќ, 10 Младеновиќ, 11 Петровски, 12 капитанот Станимировиќ, 13 Шарлија, 14 Јовановски, 15 Диневски, со број 23 новиот американец во редовите на Куманово Ројс и со број 24 Дарко Радуловиќ. Тренер на екипата е Горан Димитриевиќ. За составот на Балкан 7 Кочев, 10 Павел Маринов капитен, 11 Лилов, 12 Нуцон, 13 Галабов, 21 Екеймер, 23 Станимир Маринов, 24 Мартин Маринов, 31 Тончев и 42 Далман. Тренер на составот на Балкан, кошаркарите во зелени дресови е Александар Тодоров, кој пред 10 сезони беше тренер токму на Куманово пред тогашниот распад на тимот на Куманово. И тоа добро го паметат љубителите на кошарката во овој наш град, кој што по втор пат има представник во Балканската Библ конкуренција, откако минатата сезона Кумановци игра на Final Four турнирот, загубија во борба за пласман во финалето од подоснежниот шампион КПЛ Галил Билбоа, потоа и од Рилски во борба за третата позиција. Ова беше првиот напад, неуспешен за гостинската екипа, Павел Маринов. Сега за тимот на Куманово, атрактивниот новиот играч Ројс Паран, извореден и шутер и асистент, многу брз и брзо се прилагоди во тимот на Куманово. Еве ги првите поени со број 9 Иван Мишковиќ. Со него главно знае добро да соработува во оние ситуации 2 на 2 пик н рол. Сега на спротивната страна Павел Маринов.
се излекуваат за 3 поени, не успе да погоди Лилов, еден од најдобрите поединци во редовите на Балкан, кој што има 3 американци, 1 словак и тројца добри квалитетни бугарски играчи. Уште еднаш влесна Иван Мишковиќ, најдобриот поентер во досегашниот тек од балканската кошаркарска конкуренција. Според остварениот просек на постигнати поени, 23,7 има во 3 одиграни надпревари во просек Иван Мишковиќ, кој што е убедливо најдобриот стрелец во досегашниот тек од надпреварите. Куманово е пак најефикасниот тим, речиси 83 поени во просек. Балкан пак по своите 3 надпревари досега има по 80 поени во просек. Брзо ги завршуваат акциите. Тоа е играта на кумановци, атрактивна, која што плени и постојано е магнет за публиката. Може би некаде околу 2000 присутни во моментов. Станимир Маринов со број 23, сега се обидува Кнутсон, не успеа да заврши акцијата Кнутсон и еве сега можда за брза транзиција. Мандич излекува кон Паран, Ројс Паран, нема поени, останува резултатот 4:0, брзо течат акциите на двата тима. Иван Лилов, еден од најискусните и најквалитетни играчи на тимот од Ботевград, форсираат бугарите на почетокот за 3 поени, и Станимир Маринов, еден од тројцата со исто презиме, а не само што не се во роднински врски, туку и се од различни градови. Павел Маринов, Станимир Маринов и Мартин Маринов. 4:3. Паран се обидува да му направи простор Шарлија. Мишковиќ па Мандич за 3 поени, неизградена позиција. Внимателен беше Шарлија под кошот и успеа да ја освои оваа топка. Ројс Паран ги распоредува со играчите. Добар потек на Радуловиќ, се ослободи за момент, сепак успеа да му попречи Лилов. Сега шанса за бугарите во оваа транзиција, не успеа на втор обрач прецизно да одигра Павел Маринов и на спротивната страна Ројс Паран изфаулиран. Ќе биде атрактивен, брз овој надпревар, таков стил на кошарка форсира Горан Димитриевиќ, поранешниот кошаркар на Куманово, смени голем број екипи, играше доста и во работнички. Еден извореден шутер, своевремено Горан Димитриевиќ минатата година беше асистент на Љубислав Луковиќ. Сега Радуловиќ за 3 поени, имаше чиста позиција, не успеа да поентира. Лилов. За тројка е Маринов, оваа ситуација не прецизен, Мишковиќ ја прифати оваа топка. 3,5 минути игра, 4:3 за кумановци, сите 4 поени Мишковиќ досега. Сите од рекетот, сега не успеа Мандич со овој пробив и имаше фаул таму пожртвуван Мишковиќ. 3 надпревари во кои што има извореден просек од 23,7 поени, 8 скокови и половина асистенција во просек. Иван Мишковиќ, досега најдобриот кошаркар во Куманово. Немања Врањеш, кој што е повреден. Исто така еден од оние најдобри поединци, 17,5 поени во просек, а ова беше изворедно за забивање на Лилов и 4:5. Му побегна на својот директен конкурент Радуловиќ, а потоа беше веќе доцна. 5:0 серија прават кошаркарите на Балкан. Радуловиќ се обидува Шарлија таму да му направи простор, сега Мандич губи топка, Лилов одличен во одбраната, оди уште еднаш, овој пат не со забивање и непрецизен, меѓутоа му помогна во оваа ситуација Ноа Далман, поранешниот играч на МЗТ Скопје, а Павел Маринов ги постигнува првите поени за 7:4. Мишковиќ. 4-5 напади нереализирани на кошаркарите на Куманово. Димитриевиќ најавува дека бара тајмаут во првиот прекин. Сега не успеа Лилов и прави лична грешка во дуел со Радуловиќ.
Голема подршка имаат кумановци, како и секогаш кога играат на домашен терен. Една од основните, главните карактеристики или таа верна навивачка група кумани кои што се постојано присутни на овие надпревари. Не им одговара многу терминот на 17:30, некаде од 19 часот имаат навика, но термините за преноси на македонската телевизија се 17:30. Сега Радуловиќ одлично преигрување до Мишковиќ. И изворено се постави Мишковиќ, има и дополнително слободно фрлање по личната грешка што ја направи Кнутсон. Еден од тројцата американци во редовите на Балкан и сега 6:7 и дополнително слободно фрлање, шанса за изравнување. Непрецизен Мишковиќ. Од дополнителното слободно фрлање се откаже од тајмаут Димитриевиќ, затоа што се консолидира составот на Куманово. Брзо играат и гостите од Бугарија. Прецизен лево ракиот Рој Кнутсон. Рој Габриел Кнутсон има 206 см на позиција на крилен центар, американски интернационалец, 22 годишен, 9-6. Тоа беа негови први поени. Радуловиќ полека се адаптира во новата средина оваа сезона, добра кон Мишковиќ. Уште една ситуација, пик ен рол, а од одбиената топка Шарлија поентира за 8:9. Конечно некој друг, а не само Мишковиќ е стрелец. Интересно, сите поени кумановци ги постигна од рекетот до сега. Добар пробив беше тоа на Павел Маринов, меѓутоа и одлична блокада на спротивната страна Мандич кон Паран. Убаво додавање на Паран, Мандич се посрамоти сега, односно Шарлија во завршницата, имаше шанса Куманово да го врати водството. Лилов. Доста грешки во досегашниот тек од надпреварот, едно жестоко темпо, кое што го диктираат и двата тима. Лилов. Скок со задршка, лична на Радуловиќ, има 2 слободни фрлања. Ево замена во редовите на Куманово, Шарлија излегува, на негово место Јанески во игра. Маријан Јанески, играчот со број 5. Инаку Куманово стартуваше со пораз од Приштина, 78-89. Сигал Приштина оваа година, можеби со најголеми амбиции, екипа со многу поголем буџет. Во второто коло победа против Крајова 73-60, потоа против Пеџа 93-85. Кумановци кои што во 6 коло од државното првенство имаат 5 победи и само еден пораз, и тоа во градски парк против екипата на лидерот Работнички. 10-8, еднаш беше прецизен во овие 2 слободни фрлања Лилов. Мандич се мести за 3, сега Радуловиќ имаше позиција, не се осуди да бие, претходно имаше 2 промашувања. Мандич преку рака успева над блокот на Кнутсон, 11-10. Одново имаме промена на водството. Лилов. Се обиде веднаш да врати. Останува Иван Лилов со своите 3 поени до сега. И сега Паран до Мандич за нови поени, нова тројка за 14:10. 2 тројки и сега одново 4 предност, како на самиот старт имаат кошаркарите на Куманово. Нема поени на спротивната страна, Мишковиќ скок. Шанса сега во последните 2 минути од првиот период да се достигне највисоката разлика за тимот на Куманово. Јанески доби топка од Мандич. Радуловиќ со влез, па Мандич сам за нова тројка и еве трета поред. 17:10. 3 тројки поред за екипата на Куманово, 10-8 за Балкан, 9-0 прават кошаркарите на Куманово, благодарение на тројките на Мандич и сега највисока предност од 17-10. Тајмаут за Александар Тодоров, тренерот на Балкан.
We set everybody to help on number 7. Three. Ало, тишина, бре. In offense. We go. 5 side. Lilov тука. This side. Screen. Pavel. Screen за Gabe. Gabe. Here. Okay. Big for Lilov. Pop. 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 If not pass to Stanimir and go. Има добар вкус нашите камермани, режисерот Гоце Ставревски, а сега дел од оние најинтересни моменти во досегашниот тек од надпреварот, оние почетни кои што стартува со 4 поени на Мишковиќ од рекетот, а во последните 3 напади, 3 тројки на Мандич за 17 спрема 10. Серија од 9-0 на кумановци. Минута и 30 на секунди до крајот на првиот период. Павел Маринов, имаше туркање, велат судиите. Со влегувањето на Јановски некако се консолидира одбраната на составот на Куманово. Подцврста е во однос на самиот почеток на надпреварот. Еве сега замена Седмак на местото на Кнутсон, Петар Седмак, кој што е словак, има 207 см на позиција на центар. Му недостасува еден таков расположен играч под кошевите на Тодоров. Ќе видиме сега како словакот ќе се снајде. Добро, Павел Маринов влегува, меѓутоа му одзема токата Мандич и сега веднаш поведува. Радуловиќ е сам, уште тој да проработи, меѓутоа ова е трето негово промашување. Имаше шанса да дојде до двојно повеќе поени екипата на Куманово, меѓутоа уште еднаш краде Паран. 3-2 ситуација. Паран ја остава топка во рацете на Станимир Маринов. Бркотница по двете страни, доста грешки, ево уште еднаш Јаневски сега сече, па на спротивната страна Мишковиќ со забивање за сите на нозе во спортската сала во Куманово 19 спрема 10. 8 поени досега за Мишковиќ, погледнете. Јаневски најпрви ја пресече, ја украде таа топка и веднаш додавање за Мишковиќ кој што веќе беше во спринт на противничката половина. Далман сега втора. Екс-играчот на МЗТ Скопје Аеродром успева да поентира. 19 спрема 12. Заврши на серија од 11-0 на екипата на Куманово. 20 секунди до крајот на првиот период. Ќе оди до крај да го троши времето, уште 10 секунди, уште толку за напад. Јаневски. И се намести за нова тројка. Четврта поред за екипата на Куманово. 22-12. Нема одговор на спротивната страна, како го почна овој прв период, како го почна мечот фајтерски кошаркарите на Куманово. Вратија и гостите од Ботевград, кои што по оние стартни 4-0 за Куманово направија серија од 7, едно по друго поени, па водеа со 10-8, пошто следува трите тројки на Мандич, потоа и ова на Јаневски за 22 спрема 12 у Б90 предност по првите 10 минути игра за составот на Куманово. 9 поени има Мандич, 8 Мишковиќ до сега. Еве дел од оние најатрактивни поени што беа постигнати во првите 10 минути и нормално задоволни се највачите на Куманово од ова што го прикажуваат нивните миленици. Зборува за резултатите на Куманово, додека Балкан во првото коло стартуваше со пораз на гости во Црнагора, кај Теодо 76-71, потоа против Сигал Приштина 89-71, уште еднаш на гости, и во третото коло гостуваа против Кожух, но победија 88-79, тоа беше нивна прва победа и прв пораз на Гевгеличјани, кои што во меѓувреме ја совладаа крај ова и сега има 3 победи и 1 загубен надпревар, водат на табелата заедно со Сигал Приштина со по 7 бодови. Меѓутоа треба да се истакне дека Балкан игра постојано на гости, се уште не е готова нивната спортска сала.
па гостуваат и во бугарскиот шампионат постојано. Немаат се уште домашен надпревар одиграно во Бибол балканската конкуренција. Ова е официјално надпревар од петото коло, но како што реков, со оглед на тоа што и лигата е со 9 клубови, не се играат постојано во ист термин надпреварите. Некои екипи играат порано, некои екипи паузираат. Во секој случај, нашите два клуба, и Кожов и Куманово, со амбиции да дојдат до Final Four. Еве го сега продолжува серијата Маријан Јаневски. Најпрвин тројка во финишот на првиот период, сега со 2 поена. Од рекетот ги разбија противниците до сега 24-12. Двојно повеќе поени имаат кумановци до сега во однос на гостите кои што губат уште една топка. Мандич. Ќе нова замена, излегува со број 10 Павел Маринов, на негово место со број 24 Мартин Маринов. Постојано менува нешто во својата постава Тодоров, никако да ги пронајде вистинските играчи, а Мандич. Нови поени за Вукашин Мандич, кој што засега е најрасположениот играч во составот на Куманово. До сега по 12 поени во просек, 2,7 скокови и нешто по 4 асистенции. 27-12 со дополнителното слободно фрлање. Уште една украдена топка, уште една одлична одбрана на кумановци. Мишковиќ и натаму играат како во транс. Сега Паран не успеа за 3 поени. Се загубија некако кошаркарите на Балкан. Ево сега уште еден, последниот од тројцата американци во игра. Вестин Ейкмајер, играчот со број 21, имаше една повреда на рамото и заради тоа не играше против Кожов во претходното гостување во Македонија. Сега Мандич не успеа за 3, брзоплето некако. Но тоа е стилот на Куманово. Уште една украдена топка, меѓутоа како ја зеде, така ја загуби Мишковиќ. Петар Седмак, словакот, успеа да ја исправи грешката на својата екипа. Екмајер. Каде заврши топката, непосредно до коментаторското место на македонската телевизија. Нова замена ќе има, сега се враќа во игра Павел Маринов на местото на Екмајер, кој што очигледно тешко може да се движи. Излегува и Далман, на негово место се враќа стартерот Лилов. Практично од резултат 8-10. Имаат постигнато 19 поени, а само 2 примено кошаркарите на Куманово. Мишковиќ одличен во пробив. Го разбија противникот од рекетот. Уште нови поени на Мишковиќ. Погледнете, успеа покрај двајца да избегне блокада. Брзо од табла, 29-12. Или ако сакате 21-2. Серијата на Куманово од средишницата на првиот период, па во овие 2,5 минути од вториот. Конечно тројка за гостите, Мартин Маринов. 29-15. Станимировиќ игра со број 12 во домашната екипа. Мандич, покрај него оди Лилов во одбраната. Мандич од крилна позиција успеа да поентира. Нови поени 11 за Мандич. 31-15.
Имаше фаул тука од Маријан Младеновиќ, кој што во меѓувреме се најде во игра заедно со Станимировиќ. Прави ротација од оние играчи од клупата, им дава шанси тренерот Горан Димитриевиќ. Да дадат голем придонес во овој надпревар, практично стартната постава тука се само Мишковиќ и Мандиќ. Сите други се од клупата за резерви во овие моменти. Седмак работеше Павел Маринов да се избори за позиција, скок наназад за поени 31-17. Многу често една серија како што ја направија Кумановци 21-2 може да биде решавачка, но тоа се случи во раната фаза од мечот со многу украдени топки, со многу грешки на гостинската екипа. Веројатно ќе се вратат гостите од таа летаргија, од таа игра со голем број загубени топки како резултати на агресивната одбрана на домашната екипа, но сепак овие 14 предност даваат секако една покометна ситуација на домаќините. Шарлија се врати во игра, но мора да внимаваат затоа што еве нови поени за Павел Маринов. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Шарлија направи лично. 31-19. Се враќа во игра и Радуловиќ. Полека се враќаат стартерите во игра. Јаневски имаше одлични неколку минути, 5 поени. Радуловиќ се уште некако одсутно, за разлика од најголемиот дел од играчите на Куманово, пред се Мандиќ и Мишковиќ, кои што ја водат играта. 31-20 сега, трет поен од оваа акција за Маринов. Капитенот Павел Маринов, Филип. 5 во последните два напада за него. Беше 17, сега 11 предност. Мандиќ е чиста позиција, Станимировиќ пресилно. Скок на Павел Маринов, игра и во одбраната одлично. Ајк Мајер, меѓутоа греши Павел Маринов, премногу солираше и лична грешка на Мартин Маринов во дуел со Мандиќ. Допадлива, брза кошарка играа домаќините. Еве уште еднаш сега добро таму Радуловиќ додава до Шарлија, кој што беше непосредно под кошот, тешка позиција, па мораше да вади надвор кон Мандиќ, последни 3 секунди. Мандиќ греши, Лилов краде, 3-1 по контра и не успеа сам да ја заврши акцијата Лилов. Сега поведува Маријан Младеновиќ на спротивната страна, има лична грешка од Вестин Ајк Мајер. Судиската тројка, двајца од Грција, Георгиос Станацис и Георгиос Пурсанидис, заедно со романецот Алан Фаур. Комесар на надпреварот е Дејан Лекич, инаку генерален секретар на Кошаркарската федерација на Македонија. Одлично Младеновиќ, имаше изолација 1-1. Успешен во овој плес и положување од табла 33-20. Добро е по 3 нереализирани напади, поени за Куманово. Павел Маринов се отвора Лилов, покрај него Мандиќ во одбраната. Лукаши Мандиќ, 200 сантиметри, 21 година, односно 31 година. А сега Лилов беше во влез фаулиран од Шарлија. Марино Шарлија, хрватски интернационалец. Мишковиќ и Мандиќ се од Србија. И новодојдениот Паран од Соединетите Американски држави. Излегува Шарлија, направи две лични грешки во последните 3 напади на противникот. Мишковиќ се враќа во игра. Лилов на линијата на слободни фрлања. Два пати прецизен во овие две слободни фрлања, вкупно 5 поени за него, 8 има Далман досега. Односно
Маринов, Павел има 7 поени до сега. Најефикасниот во гостинскиот состав, 33-22. Радуловиќ. Одново неуспешен е Дарко Радуловиќ. 3 пати до сега за 3 поени. Еднаш за 2 и седмак остана сам во рекетот. Ова е сега време за тајмаут. 33-24. Беше 17, разлика 29-12. До тогаш криза во редовите на Куманово. Како што реков, тешко е дека може во еден таков ритам да се продолжи, а и тешко е дека кошаркарите на Балкан постојано ќе грешат. Сега 9 предност. Он е играл све, а ми не ништа. Радоле, овакви шутри не ми треба. Мало бре, Буле, слушај вам. Не, овако. Кренуo си у добру серију, онда он са 10 метара. Не треба. Ти имаш 4 шута све преку човек се. Немој да брзаме за шут. Ке играме пик. Мора да имаме пик, играј пошироко пик. Спуштај се Мишко ти доле. Пик го Мишко. Значи мора да е широко и после пас нека иде доле. Идемо Ројси и Даре измена. Дека на претрчавање игра кон човек. Зона игра човек, ама претрчавање. Значи, last 8 second play 2 on 2 with Мишко, okay? On е на кец. Ајде. Ајде. Нормално бара подисциплинирана игра Горан Димитриевиќ од своите играчи. Иако разликата беше голема, како што напоменав, брзо се топи во кошарката и неколку грешки можат да значат и уште поопасно приближување на резултатот на страна на противникот. Како што реков, раната фаза е многу опасна, доколку се направи голема предност, може да дојде до опуштање. Малку до понесериозен пристап. Да видиме сега после овој тајмаут, се обидува со една пресинг одбрана на противничката половина, не успеа. Сега Паран кој што се врати во игра. Ројс Паран. Обид да го проигра Мандич, кој што досега постигна 3 тројки од 5 обиди. Скупно 14 поени за него, 10 за Мишковиќ. Двајцата најефикасни во Куманово. Практично тие двајца имаат колку што има Балкан, но сега 24 секунди мина без упатен удар кон противничкиот кош. Беа укажувањата на Димитриевиќ дека Мишковиќ треба да се уфрла длабоко во рекетот, но овој пат не беше успешен. Станимир и Павел Маринов, одлично до Павел, кој што постигнува нови поени. Убедливо најдобриот поединец до сега во редовите на гостинската екипа. Негови 9 поени, 33-26. Паран. Криза кај Куманово. 3 минути и 7-8 секунди до крајот на полувремето. Мандич. Заглави покрај двајца кошаркари на противникот во сендвично чисто. Павел Маринов уште еднаш сега во одбраната се истакна капитенот на бугарскиот состав. Ево го сега против Мишковиќ, кој што со блокада го спречува. Паран. Сам беше за момент Младеновиќ. Паран. Има тука жесток судир, но не и фаул. Радуловиќ не успева и овој пат. Петто промашување, четврто за 3 поени. Лилов. Саме Станимир Маринов не успеа да погоди над блокот на Паран. Серија на грешки, 2,5 минути до полувремето. Подобро ќе му дојде одморот на домашниот состав, кој што некако издиша по онај фуриозен дел. И сега беа потребни овие поени на Маријан Младеновиќ, за него први на надпреварот. 35-26. Лилов за 3. Не успеа покрај блокот на Радуловиќ. Скок на Младеновиќ, Радуловиќ сам. Еве шанса конечно да поентира, нема поени. Спаси Паран, но во рацете на Лилов. Многу грешки, многу падови, многу осцилации во играта. Добро сега во одбраната одигра против Лилов. Колективно. Младеновиќ треба малку да се спушти. Ова жестоко темпо, минута и 35 до крајот на полувремето. Брзо минува. Мандич со мал број на прекини. Мандич
Не успеа од непосредна близина да ја заврши оваа соло акција. Играч кој што буквално може да игра на сите 4 позиции, одличен и во водењето на топката, иако импонира со својата височина во оваа конкуренција Вукашин Мандич. И на позиција 2, и на 3, па и на 4, рековме, во оваа конкуренција, да, може да игра. Паран, Мандич, па Радулович. Последна минута од првото полувреме. И конечно уште еднаш Маријан Младеновиќ, тој е човекот кој што сега постигнува 4 поени во серија 30-26, го вратија двоцифреното водство кошаркарите на Куманово. Точно некаде сме на по еден напад, по еден цел напад за двата тима во финишот на полувремето. Го слушнеме Тодоров. Вижте се постава на мача. Hey, go for Lilov. Go for Lilov, go. 47 seconds, okay. We want to score in first 12 seconds. We want to stop with matchup, and then we want the last offense, okay? Listen, Мартине, вземи топката, дојди тук, Станимир, and we play free side for Stanimir, okay? Free side for Stanimir. Then, when we make the stop there, let's make the stop. We play 3. Then, Noah and Sedmak in stagger pick and roll. Noah roll, Sedmak pop. That's the last offense. Stagger pick and roll. Free side for Stanimir and stagger pick and roll. And 3 in defense. Малку бугарски, малку англиски, зависно нормално од тоа на кого се обраќа. Тројца американци, еден словак во тимот. Александар Тодоров. Ќе се обидат кошаркарите на Балкан да направат брза акција, да поентираат за да го имаат последниот напад евентуално, меѓутоа гледате со пресек бековите на Куманово, Младеновиќ и Паран не дозволија брза акција на Балкан, чии што кошаркарија губат топката. Далман и Станислав Маринов не ги исполнија очекувањата на Тодоров. 30 секунди остануваат до крајот на полувремето. Сега на долг напад ќе одат кумановци, за да нема многу време за Балкан. Може би 10 секунди за нив. Младеновиќ, Радуловиќ. Паран е деснот. Натресе Мишковиќ и Шарлија и нема поени за Младеновиќ. Еве, 11,6 секунди остануваат до крајот на полувремето. Паран краде. И уште еднаш. Се обиде сега таму покрај многу повисокиот. Еве, ако сакате 29 сантиметри повисокиот играч на противникот, меѓутоа истече времето, што е најважно. 37 спрема 24, надпревар како 26, надпревар како во еден здив за кумановци, особено од втората половина од првиот период и првите 4 минути во вториот, кога направија серија од 21 спрема 2. Губеа со 10 спрема 8, потоа дојдаа до 19-10 на 10 минути. По 10 минути игра има 22-12, а во првите неколку минути од вториот период дојдаа до највисоката предност од 29 спрема 12, потоа дојде во криза до играта, во играта на кумановци. Многу подобро одигра во нападот, неколку пати едно по друго поентира кошаркарите на Балкан. Дојдоа на 9 разлика, па и на 7, но со 4 поени на Младеновиќ во завршницата екипата на Балкан дојде до доста солидна предност. За сега убедливо најефикасни, најдобри поединци се Мандиш со 14, Мишковиќ со 10 постигнати поени. Младеновиќ има вкупно 6, од кои 4 едно по друго. На спротивната страна Павел Маринов, капитенот на бугарскиот состав, има 9 поени, Лилов 5. Останете почитувани гледачи со првиот програмски сервис. По 13 на минути ќе се вратиме повторно со слика и со коментар од спортската сала во Куманово. Во меѓувреме најинтересните, најатрактивните моменти од првите 20 минути игра во мечот меѓу Куманово и Балкан во рамките на петтото коло од Балканската бибол кошаркарска лига.
Проташевич за Гечевски. Дейвис во брза транзиција ќе оди сам Дейвис, поени на американецот. А Костовски, Кончековски, атракција за победа! Кога салдото ќе спадне на нула, No, I didn't do it for the money. мора да се заборави на моралот и етиката, I'm so proud of you. за да се дојде до подвижна банка. Бубалици. Македонски радиски фестивал Марс 2013. Избор на најслушаните годинешни македонски хитови, ревија на награди, парада на звезди. Најпопуларните македонски музички имиња засилени со специјалните гости Јелена Розга и Владо Георгиев. Универзална сала 26 ноември во 20:30 часот. И годинава македонскиот музички All Stars ќе пее на Марс. Светот го запознаваме преку сетилната перцепција, но преку игра се добиваат подобри резултати, особено кај поединци на кои им е потребна сензорна интеграција. Терапијата за сензорна интеграција како метода најчесто се употребува во работа со децата кои што се од тој аутистичен спектар на нарушување. Дефектологот Маја Трајчова говори за сложеноста и придобивките од терапијата. Во Се за нас. Вечерва. Who is it? Bond. This department is not concerned with your personal problems. This department owes her a debt. I have the honor to request you will accept my resignation, effective forthwith. Тој само еднаш влезе во неговиот костум. Fancy meeting you here, Fraulein. You must stop him! I love you. No, Неговиот живот. I know I'll never find another girl like you. И застана на луѓиот камен. Will you marry me? Џорџ Лезенби како Бонд. Во служба на нејзиното височество. Изменет закон за скусување на можностите да се профитира од тендери, како ќе ги контролираме јавните набавки. Тема на новото издание на емисијата Од наш агол. Гости доктор Маре Богева Мицовска, директор на Бирото за јавни набавки, магистар Тања Таневска, главен државен ревизор. Вечерва. Грабежот на млада двојка. And it all started with that first robbery. Ќе го врати ограбувачот кај жртвите. I'm not catching any vitals. И елиминирање на сведокот. Истрага на местото на злосторството. Нью Йорк. Тешко е да се прифати состојбата. Quante probabilità ha Giovanni di tornare a camminare? Non mi stai mentendo, vero? C'è una cosa che non ti ho detto e che riguarda Davide. И да се сокрие вистината. Perché questa fotografia? Ragazzino, chi è? L'unica cosa che capisco è che mi devi trovare questa donna. Магипсани. Наскоро 70.000 нови дрвца во Скопје и 5 милиони низ Македонија. Ден на дрвото. Засадија твојата иднина. Јас сум доктор Лидија Ристовска, специјалист по интерна медицина, сопруга и мајка на 4 деца. Секој од нас има право да ги бира одговорностите во својот живот. Јас ги избрав трите заедно. Мојата професија бара огромен труд и енергија и оддава впечаток дека не останува време за ништо друго, најмалку за семејство, што не е точно. Да се биде доктор, посветена сопруга и мајка, е навистина одговорност и вистинска доблест за една жена. Моето семејство ми дава сила за справување со предизвиците кои ги носи животот, работните обврски и представува моја најголема радост. Ниеден успех не е потпун ако немаме со кого да го споделиме. Денес знам дека највредното во мојот живот е моето семејство и горда сум на одлуката да основаме многодетно семејство. Јас го направив вистинскиот избор. Направете го и вие.
Семејството и децата се нашето најголемо богатство. Останавме без работа. И сега? Што ќе правиме? Чекајте. Имам идеја. Не ли ти си добар мајстор? Столе е најдобар молер, а мене ме бива за плочки. И? Што сакаш да кажеш? Дали сте забележале колку луѓето не сакат да си имат работа со разни мајстори? Ќе им понудиме нешто ново. Реновирање, поправање, градење. Се на едно место. Ајде малку похрабро, бе. Похрабро малку, ајде. Ризикувавме, но донесовме вистинска одлука. Се здруживме и започнавме бизнис. Наш бизнис. Не беше лесно, но лека по лека. Луѓето не научија и работата тргна. Сега не чекаме од никого. Сами заработуваме. И се зависи од нас. Осмели се. Направи го првиот чекор. Децата се нашата најголема грижа. Со цел зголемување и подобрување на капацитетите за згрижувањето и воспитувањето на децата од предучилишна возраст, донесовме пакет мерки за стимулирање на изградба и отворање на приватни детски градинки. Продажба на градежното земјиште со почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Намалување на цената на комуналните такси за 95%. Вклучување на приватните градинки во поволните кредитни линии за изградба и опремување на детски градинки преку Македонската банка за поддршка на развојот. Дополнително е изработена листа на слободни подготвени локации на градежно земјиште за изградба, како и неискористени објекти кои ќе можат да се продадат, дадат под закуп, јавно-приватно партнерство или концесија со намена истите да се реконструираат и адаптираат во приватни детски градинки. Листата е достапна на страницата на Министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk. Повеќе информации на телефонскиот број 15505 или на имейл адресата investicija@mtsp.gov.mk. Влада на Република Македонија. Дај уште едно. Веро, брат, ако е за аир, доста е, треба да возиш после. Нема гајле, бе, брат, Џон пијан сум возил со крантијана. Сега нова кола сама вози. Дај уште една. Дај уште една. Алкохолот не ти е пријател. Морамо бити агресивни и употребити силу. Ту скал компромис. Да изиграме попаметно од другите и да се избориме за своето. Но најважно, мора да научиме да соработуваме, бидејќи заедно губиме и заедно победуваме. Сите сме истим. Сонцето изгрева за сите. Вака изгледа пеколот. И додека се пржам како риба на суво, си велам со умот. Зошто јас да не ве одведам на едно патување во Швајцарија, во македонската Швајцарија? Полесно се диша овде. Чист воздух, меден воздух. Ова е Малешевијата. Ова е Берово. Како да ви раскажам за Берово? Ја шетам чаршијата и еве ме во манастирот Свети Архангел. Во текот на 150 години постојање на манастирот Свети Архангел се граделе куќите наоколу и така манастирот и градот станале една целина.
Приказната за овој манастир започнува во 1880 година. Во тогашното градче Берово немало христијански храм, па населението испратило една делегација од највидни граѓани да побараат дозвола од турскиот валија во Радовиш, а овој им поставил 3 невозможни услови. Прво, да ја изградат црквата за 40 дена. Второ, да биде под земја и да не се гледа крстот. И трето, една од ќерките на свештеникот да му ја дадат за неговиот личен харем. Беровци ги прифатиле сите услови. На 40-тиот ден стигнал карванот со војска да ја земе најмалата попова ќерка. Кога карванот дошол до Иранското езеро, девојката скокнала од конјот и се фрлила во водата. 90 дена се криела кај некој овчар, додека се расчул глас дека валијата некој го уби. Таа се вратила во манастирот, каде што и се замонашила. Историјата ја памети како Евгенија, првата монахиња во Свети Архангел, а воедно и основач на сестринството. Беровчани, и духот на овие луѓе секогаш сплотени во една чиста душа. Нивната верба е мирна како капка вода на дланка, иста како и нивното Беровско езеро, во една хармонија со природата, преку која го доживувате оној исконски контакт со мајката природа. Ова е Берово! Ајде останете со здравие, мајсторе! Но она што може да ви биде проблем тука е храната. Сирење и тоа жежено, бел компир, кисело млеко, малешевска тава, клиси со прас, буламач. Пробајте качамак со ребра. Ако тоа не сте го пробале, не сте биле во Берово. Ај остани гладен или биди на диета во оваа моја чудесна земја. Се враќаме, почитувани гледачи, со слика и коментар од спортската сала Куманово, каде што истоимената домашна екипа игра во рамките на петото коло од Балканската библ конкуренција против екипата на Балкан од Ботевград. 37-26 во првото полувреме, водство 11 разлика за кумановци, кои што има фуриозен финиш на првиот и одличен почеток на вториот период, кога направија разлика 21-12 и дојда до највисоката предност од 29-12. Кумановци кои што се предводени од Вукашин Манди со 14 поени и 3 скока и најдобриот сепак според ефектот Иван Мишковиќ 10 поени, 6 скокови и 2 украдени топки, при тоа и 2 блокади. На другата страна кај Балкан 9 поени досега постигна Павел Маринов, кој што е убедливо најдобриот поединец во составот на бугарскиот тим. Меѓутоа мора да се внимава, има доста осцилации на двете страни. Кошаркарите на Куманово за одбележување постигна дури 22 поена од рекетот, дури 8 повеќе од противникот. Но сега освоена па загубена топка. Станислав Маринов, па Павел Маринов, во петорката се уште и Лилов, потоа Седмак и Далман. Многу често правеше замени од клупата, Александар Тодоров не ја пронајде вистинската постава, само 26 поени постигнати во првото полувреме. Сега Далман офанзивен скок, па уште еднаш, ова не треба да му се случува на тимот на Куманово, кој што имаше одлични кошаркари пред се во рекетот, во вакви позиции. Почна токму Мишковиќ, кој сега направи лична грешка.
Со неговите 4 поени беше отворен резултатот на овој натпревар. Но Далман, само 2 поена досега, ова се плюс 2 вкупно 4 за него. Екс-играчот на МЗТ Скопје Аеродром, кој што е еден од тројцата американци во тимот на Александар Тодоров, Балкан од Ботевград. Добро играат и во бугарското првенство, но како што Тодоров изјави пред почетокот на овој надпревар, имаат проблем со салата која што се уште не е завршена. Друго е кога се игра на домашен терен, друго е кога такво нешто се уште не е можно. А јасно е дека Балкан е опасна, квалитетна екипа и има сигурно многу амбиции, исто како и Куманов, исто како и вториот македонски представник во оваа конкуренција Кожув. Треба да се напомене дека Балкан славеше против Кожув, тоа е единствената нивна победа, но во сите три, па и ова четврто соочување со еден од ривалите, гостуваат засега од оние причини што претходно ги споменав, немањето на своја спортска сала, сврст тим кој што исто така атакува на самата завршница година. Не успеа Павел Маринов, останува 37-28. Паран го води нападот на Кумановци, во отсуство на Врањеш кој се повреди. Паран го подигна, шутот има само 178 сантиметри, но избегна блокада, поени за него 39-28. Сега на втор обрач почнаа да поентираат многу лесно со влезови под противничкиот кош. Павел Маринов 39-30. Паран, Радулович, Мандич, Мишковиќ и Јаневски во поставата и еве сега тројка за Ројс Паран. Минатата година кога играше во Даниловград во Црнагора, имаше во еден надпревар 50 постигнати поени. Ројс Паран едноставно играч кој што доколку се реши да биде поентер, тешко може да биде сопран кога има своја вечер 42-30. 5 тројки досега за Куманово, 2 за гостинската екипа. Мандич сега успеа да ја прифати ова топка по неуспешниот обид на Далман. Под кошот беше добро затворен Мишковиќ и лична грешка прави Радулович. Уште Дарко Радулович да се разигра би било многу подобро секако за Куманов, затоа што досега има 7 обиди, одиграт 4 од позиција за 3 поени, 3 пати не успеа за 2 поена, досега без поени е Дарко Радулович. Едно од неговите најслаби полувремења, но ако го скрши мразот, мислам ќе биде многу полесно и за него. Лилов, добро чуван, токму Радулович во одбраната, сега за 3 поени, не успеа Станислав Маринов. Паран, повеќе кошаркари во белите со и прекрасна акција меѓу нозе до Мишковиќ, кој што одлично се отвори во оваа контра. 44-30. Погледнете, ова е во харлемовски стил и рече си сите на нозе. Околу 2500 гледачи во спортската сала во Куманово. Може би и 3 пристигнаа во текот на првото полувреме. Сега се прави позиција за 3 поени, успева Лилов, 44-33. Мора да се внимава на Илван Лилов, знае да прави пресврти во вакви надпревари. Искусниот бугарски интернационалец, еден од најдобрите поединци во тимот на Балкан. Сега нова грешка, загубена топка на Јаневски, Далман на спротивната страна, лесни поени. Одлично беше проигран од Станимир Маринов, 44-35. Мини серија од 5 поени за гостите и уште еднаш лесни поени од рекетот, што беше главна одлика во играта на Куманово во првото полувреме. Делуваат многу подисциплинирано кошаркарите во зелени дресови во продолжението. Гледате, Мишковиќ сега беше добро затворен уште еднаш. Паран го подигна шутот, поени, има дополнително слободно фрлање. 207 сантиметри е висок седмак, меѓутоа многу повешт, многу поскочен, многу побрз. Во овие решенија е Паран, изнуди дополнително слободно фрлање. Ова се моменти во кои што црноморестиот американец, новото големо засилување во редовите на Куманово, има своје шоу. Претходно тројка, една фантастична асистенција, сега овој кош за 2 поена, не успеа во дополнителниот обид да биде 2+1.
Одлично во одбраната, Јаневски му помогна на Мандич. Сега оди сам до крај Јаневски. Седми него поен 48-35. Доста агресивно играат едните и другите. Јаневски како бек успеа да се снајде. Очекува да има проигрување. 7 поени за Огнен, односно Маријан Јаневски. И овие отпадоци никако не смеат да завршуваат кај Далман, кој што веќе 3 пати вака поентира лесно, 48-37. Мандич се обидува Мишковиќ да му направи блок. Паран самиот агол. Нова тројка за Паран. Се забележува дека е расположен на почетокот на второто полувреме. 51-37. Тој ја прави разликата главно во ова второ полувреме и тоа е важно за овој надпревар, затоа што ако се приодите под кошот затворени, тогаш Паран ги разбива противниците од дистанца. Сега одлично се снаоѓа и Петер Седмак. Конечно центарски одигра Словакот. 207 см е висок. Паран, уште еднаш, ево го. Нови поени 12 вкупно за Ројс Паран. 53-39. А немаше ни еден во првото полувреме. Сега враќа уште еднаш Станимир Маринов одново од рекетот. Ова не е добар знак за Куманово, иако ја одржуваат разликата. Затоа што освен Паран, речиси никој не игра во нападот. Со исклучок на онаа контра на Јаневски. Мандич сега за 3. Конечно беше време. Некојаш и критиката годит. 17 поен за Мандич. – 56-41. Еве нова транзиција, одлично во завршницата, сепак фаулиран Мишковиќ од Лилов. Има замена кај гостите Мартин Маринов. Добро почна, но сега некако се без компас некако се замори Далман, кој што даде голем придонес во второ полувреме, па сепак разликата не се намалува. Новак Далман 15 поени. Најзабележителен во второто полувреме и 10 скокови според оваа статистика што во живо ја водат од Тимота Куманово. 57-41. Еднаш прецизен Мишковиќ од 2 слободни фрлања, 16 разлика. Ефикасна трета четвртина. Помалку се обрнува внимание на одбраната за разлика од првото полувреме. Сега обид од втор, па еве дури и од трет. Напад Петер Седмак. Најпрво не успеа Павел Маринов, потоа Станимир Маринов и Седмак со ова лесно забивање. 57-43, 4 поени за Словакот. Многу поени постигнуваат гостите од рекетот. Тешко беше сега Мандич. Покрај добро поставен блок. Мартин Маринов. Сега Станимир Маринов, па третиот Петар Маринов. Лилов оди против Мишковиќ, одлична блокада на Јаневски. Извореден Јаневски. И во одбраната покрај 7 поени, без потрошени топки во нападот. Една тројка од еден обид и 4 поени од 2 обида за 2. Ево го Јаневски за 3 поени, пресилно изфрлена ова топка, да видиме сепак го посака. 3-4 пати си поигруваше топката и заслужи Маријан Јаневски. 10 и негов поен. Одличен настап и на Јаневски, 2 тројки досега и натаму без промашување. 1, 2, 3, 4 пати и конечно кога сака, а во моментов сакаше. 60-43. Ова се највисоките 17 предност што го имаше Куманово и на почетокот на вториот период. А сега сме во финишот на третиот. Излегува Радуловиќ. Добро е што во една вечер во која не може да работите како што посакува и тој и тренерот Димитриевиќ. Сепак тоа не се чувствува на резултатот. Станимировиќева игра. Меѓутоа ќе напоменам, Радуловиќ игра во одбраната против Лилов и доста добро, успешно го затвора еден од најопасните бугарски кошаркари.
Еве нова можност, Мандич одлично таму налета седмак, одлична блокада од втор план. Станимир Маринов, сега Мартин Маринов за 3 поени, прецизен, 60-46. Атрактивна игра, форсираат кошаркарите на Куманово, брзо, во одбраната, агресивно, со голем број украдени топки. Во нападот, главно брзо ги завршуваат акциите, сега им подвикна тренерот Димитриевич дека треба да одиграат на долг напад. И овде имаше сепак предолго држање на топката на Јаневски, немаше каде, па се послужи со лак. Еве го тој момент, удвоен, не забележа дека Мишковиќ е сам во рекетот. Ќе одмори во финишот на овој трет период. Со оваци испратен, неколку одлични акции во одбраната, во нападот уште 5 поени, вкупно 10 за Јаневски во овој надпревар. 50 секунди до крајот на третиот период. Се трудеше таму, не се испори за позиција Станимир Маринов и сега може да додат на долг напад. Паран, ова е негов период, одлично додавање до Шарлија, меѓутоа уште една блокада. Колку се само невнимателни во одредени ситуации кошаркарите на Куманово. Мартин Маринов, нова тројка. Ова не е добро. 4, односно 6 поени во последните два обида на Мартин Маринов и од 17, сега 11 разлика. Како најава дека ништо не е готово и дека Балкан ќе направи се што може во последниот период. Меѓутоа Паран! Во последната секунда од третиот период, Ројс Паран го имаше овој трет период како едно своевидно шоу. Нити еден поен во првото полувреме во неговата статистика, а 12 во второто. Односно во третиот период. Погледнете уште еднаш, од околу 8 метри. Истекуваше времето, околу една секунда остануваше до крајот. И скок шут, не во очај, туку очигледно добро замислено и остварено на Паран. 63-49. Еве сега му се пишани овие вкупно 15 поени во третиот период за Паран, кој што постигна 3 тројки од 5 победи, 6 од 10 вкупно од игра. Има 5 асистенции, 3 скока, 4 украдени топки и неговиот ефект сега е најголем според придонесот во играта, на индекс на вредност 22 Паран. Мандич 16, Мишковиќ 16, а околу поените 17 поени има Мандич, 13 Мишковиќ, 15 Паран, 10 од клупата Јаневски во гостинската екипа. 9 поени на Павел Маринов, по 8 Лилов и Далман, а 7 има Станимир Маринов, додека со оние 2 тројки едно по друго, 3 од 6 во надпреварот, вкупно 9 поени. Мартин Маринов е најпродуктивниот играч од клупата на Балкан. Но за разлика од домаќините го има четворица со двоцифрен број поени, ниту еден се уште со двоцифрен број покрај своето име немаат гостинските играчи. Почеток на последниот период. Квалитетна кошарка следиме во овој надпревар од Балканската библ лига меѓу Куманово и Балкан. 14 предност за кумановци. Се уште одржуваат двоцифрената разлика. Мандич ќе се обиде за 3 во завршницата на нападот. Офанзивен скок на Шарлија по неуспешниот обид на Мандич. Паран ќе продолжили со своето шоу. Мандич одлично се ослободува и конечно поени во негов стил. 65-49. Сега ќе има поени на Павел Маринов, 11 за него и дополнително фрлање по фаулот на Мишковиќ.
Ова не му требаше. Мандич има 19 поени. Најефикасен во овој надплеер, Мишковиќ 13, Паран 15, Маринов 12, кај гостите 65-52. Мандич сега не успеа да, односно Шарлија да проигра, се одби топката до него среќно по неуспешниот обид на Седмак да ја одземе, 67-62. Добро е што од рекетот повторно, како на самиот почеток на надпреварот, почнуваат и во ова завршна четвртина. Гледате таму Павел Маринов, но не беше внимателен Седмак, исто така и Лилов, така што се снајде добро Шарлија за враќање на предноста од 15. Кружат кошаркарите на Балкан, нема сега простор во рекетот, го затворија приодот кошаркарите на Куманово. Шарлија, Мандич и Јаневски задолжени за борба под кошевите. Станимир Маринов се прави позиција за 3, Мартин Маринов, повторно Станимир. Нема тројка, можеше да го подигне шутот, добро поставен Шарлија во одбраната и ова е рецепт кој што треба да го играат кошаркарите на Куманово. Со ваква одбрана да нема отворени шутови за противникот, да нема простор во рекетот. Тешко дека може да продолжи она шутерско шоу кој што го имаше во завршницата од третиот период Мартин Маринов со двете тројки. Сега заглави таму Шарлија покрај двајца противнички играчи, истекуваше и нападот. И Мартин Маринов, Седмак, нема поени, има лична грешка. Седмак на линијата за слободни фрлања. Два води прецизен, 67-54. Две и пол минути игра, ништо не се менува околу резултатот, иако Балкан и натаму настојува и нема се предаде до крај. Не сме Куманово да дозволи пат во играта, треба да исконтролира оваа разлика која што има уште од првата четвртина, но Лилов краде, сега нова контра. Сочека на евентуална реакција на противникот и искусниот Иван Лилов поентира 67-56, тојава што го зборував претходно, дека не смеа да попуштат во концентрацијата, нова загубена топка и лесни поени за само неколку секунди, 4 поени во серија и 11 предност. Да го слушнеме Димитриевиќ. Нема што да направиш таму, не може да дојде топка до тебе, никако. Идемо измена Даре, Радуле. Мора да се враќаме, момци. Мора, играме долг напад. Ако промашиме, мора брзо враќање, да не дават лесни поени, јасно? Мора брзо назад. И тамо, идемо да го чува мал на Вуле. Доле, Вуле, идемо на наскок у средину. Тражи фал, не жури за шут. Тражи фал. Наскок, финта и онда на шутни лепо. Ајде. Ајде. 3-4.
Кратко и јасно, треба да се потрудат за да го добијат овој надпревар, нема ништо без пот до крајот. А за да не дозволат луксус на противникот да му возможат целосно да се врати, треба мотивирано и концентрирано да се проложи во овој надпревар. 7 минути и 10 секунди се премногу за да се игра опуштено. Еве сега Радуловиќ одново губи топка и нова непотребна. Продадена топка, погледнете, Станимир Маринов, а потоа беше изфорсиран Радуловиќ едноставно да сгреши по овој притисок. Станимир Маринов, па Лилов. Седмак се ослободи од дистанца, поентираат Словакот. Влегува и тој во ритам, што не е добар знак за Куманово. 67-59, 7-0 прават гостите и сега саме Мишковиќ, ова мора да бидат поени, така е. Премногу се отворија и го оставија Мишковиќ сам под кошот, 69-59. Но Лилов враќа, 69-61. Сега не функционира воопшто одбраната на кумановци. Опасен на Лилов. Седмак влезе во серија. Тука се и Маринови во првото полувреме Павел, во второто главно Мартин Маринов. Далман имаше исто така голем удел во третиот период и еве сега повторно во одбраната агресивно. Мртва топка, но тоа ќе биде напад за Балкан. Веќе 3 загубени топки во последните 4 напади. Не дека не е комплимент, туку е веќе знак за аларм кај екипата на Куманов. Се лути тренерот Димитриевиќ со право. Само 8 разлика, 6 минути до крајот. Седмак се осуди да бие за 3. Не само што се осуди, туку погодува. Погледнете, 207 сантиметри, класичен центар, но скок шут, секоја чест. Мека рака, без коски. Само 5 предно, 69-64. Потврда дека ништо не е готово. А беше 67-52. Конечно враќа на спротивната страна Мандич, но одбраната мора да се покаже. Одново поени требаше да влезат во серија. Мишковиќ за 73-64. Беше 5, сега 9 разлика, последни 5 минути. Павел Маринов па Мартин Седмак. Станимир Маринов. Добро таму го изби топката Паран, чисто Мандич и сега лична грешка. Не е неспортска, но сега веќе 3 едно по друго напади кои не ги реализираат бугарските кошаркари. Беше време да се консолидираат кумановци, затоа што на 5 минути и 31 секунди до крајот беше само 5 разлика. Еве нови поени, ова е сега за враќање на двоцифрената предност, но и за мотивацијата на домашната екипа. Мандич постигнува поени, има и дополнително слободно фрлање. Со многу чувство 75 спрема 64 Лилов. Ако веќе вака се реши да брани, требаше да биде малку по-агресивен, но му направи услуга на Мандич. – 76-64, 24 поени за најефикасниот на овој надпревар. Вукашин Мандич. Сега серија од 7-0 на Куманово. Може да проложи, не успеа Маринов. Тоа е Павел кој што одлично го одигра првото, но мизерно во нападот второто полувреме.
Не успеа Мишковиć, сега над блокот, меѓутоа Јаневски, златната резерва на Куманово, 12 и негов поен. Сигурно е меѓу тројцата најдобри играчи на овој надпревар. Погледнете, не греши во нападот, 2 тројки постигна од исто толку обиди и за 2 поена исто така извореден е Маријан Јаневски. Ова е сигурно неговиот најдобар настап годинава во надпреварите во Јадранската, односно во Библ лигата. 4 од 4 за 2, 2 од 2 за 3. Со 3 од 3 за 2. 4 поени, 2 асистенции, 2 украдени топки. Rashidi, Stanemir, head, sprint and pick, change the angle and roll. Pavel, samo široko. I pass, one extra pass, 2 passes, find open man. Go, let's try to stop something, then go again. Don't give up, okay? Don't give up. Hey. Ќе видиме дали ќе го послушаат советите на својот тренер Александар Тодоров, но има само 5 разлика од тогаш. Кумановци вратија со серија од 9-0. Сега Лилов направи Чекори, уште една продадена топка и ова не е добар знак за гостот. Надправ со доста осцилации, но не траат долго, кога се кошаркарите на Куманово прашање. Многу долго траеше она лоша серија на Балкан, некаде од втората половина на првиот период, во првите неколку минути од вториот. Серија по која што направија разлика 21:2, сега Паран однова се ослободува 80-64 и еве ги 12, односно 11-0 сега е оваа серија на Куманово. Сега и оваа тројка некако е не толку опасна што ја постигнува Мартин Маринов. Откако речиси 3 минути беа без постигнат поен, 12 поени, сите од позиција за 3 поени за Мартин Маринов. И сега може да играат во последните 3 минути помирно на долги напади. Јаневски во последните моменти од нападот, еве го. Споменав, Маријан Јаневски има своја вечер. Мисле чини од кај да шутне ќе погоди. Нема промашување. 14 поени за него, 5 скока, 2 асистенции, 2 украдени топки, секоја чест. Еден од тројцата најдобри според постигнатиот ефект на овој надпревар. Игра само 21,5 минута до сега, според статистиката. Радуловиќ може да се опушти и тој, ако нема поени, би било добро да постигне, барем ако Јаневски има своје шоу, ако Ројс Паран исто така, особено во третиот период, па и во оваа завршница во последниот, во нападот. Сега претера малку Мандич, меѓутоа најважно е што се троши времето, точно 2 минути до крајот. Станимир Маринов бара тајм-аут. Димитриевиќ одново нема да дозволи да толерира неодговорна игра. Придодаде доста килограми во однос на периодот кога играше кошарка, еден од најдобрите шутери во македонскиот шампионат долго време, играч на Куманово. Тука никна неговата кариера. Тука сега дава придонес како тренер. Да го слушнем. Може да направиме 55 голе. Играме 5-55. У друга фаза, ако не, 11 даун. Значи, ако нема ништо од прва поставена акција, 11 доле. Океј. Мачки, прави пик. Нишко, ти се отвараш на шут, океј? Мишко, отвори се скроз доле, ако има шут да имамо скок. Беговме любовно, сте. Имаме уште еден фаул до бонус имаме, ајде да го направиме да спречиме некој не се поен. Ајде, 3-4.
Нормално, треба да се мисли во овие последни 2 минути како да се заврши она што се гради во текот на изминатите 38 минути. Гледачите во Куманово веќе втора сезона уживаат во за нив оваа квалитетна конкуренција во БИБЛ кошаркарската лига, која што има својата пета сезона. Минатата година никако не може да го заборават надпреварот против Рилски, каде имаше 2 продолженија, кој што заврши со резултат 114-117, над 5000 гледачи го следеа тој надпревар. Нормално, такво нешто нема да има тука. Не смее да се дозволи, затоа што влегуваат со 13 предност на минута и 50 секунди до крајот. Близко се до третата победа во четвртиот настап сезонава. Добро сега во одбраната, колективно одиграно, иако успеа Павел Маринов да дојде до топка, сепак излезе надвор. Ќе биде тоа напад на Куманово. Мандич брзо успеа да ја пренесат и сега треба на долг напад да се игра, да се троши време, но греши Јаневски во додавањето кон Паран. Оди Лилов сам, има лична грешка, во вистински момент ја направи Паран, за да нема поени плюс дополнително. Иван Лилов стори што можеше, меѓутоа и тој со доста осцилации. Добро беше чуван од Радуловиќ во најголем дел од надпреварот. Само 12, 13 поени заедно со овој. За Лилов 12 има Павел Маринов, 12 Мартин Маринов, најдобар стрелец е Седмак и 14. Сега уште една украдена топка, тоа се специјалитетите на Лилов. И нова ситуација во која ќе има слободни фрлања. Ова е тоа што не смее да се случува. Може би овие 12 предност даваат комотна игра на Куманово, но ова не смее да се случува во продолжение на сезоната, особено во надпреварите кои ќе видат со тесен резултат, затоа што вака лесно може да се прокуцка она што се гради. Ова се завршни очајнички обиди на гостите, но Павел Маринов не е прецизен од слободно фрлање. Еднаш само, исто како и Лилов претходно, 82-71. Треба Паран да ја пренесе топката, тоа го прави сега Мишковиќ. Мандич, Младеновиќ, и тој е во игра да му помогне на Паран. Математички и да го трошат времето, па и да не шутнат, а еве го Паран сам. За 3 поени, за точка на овој надпревар. 84, односно 85-81. 85-71. 14 предност, сега нека прават што сакаат гостите, не може да стигнат овој резултат. 35 секунди остануваат до крајот. 14 предност за Куманово. На крајот и за публика и за големо задоволство на присутните околу 3000 во спортската сала во Куманово. Ова ќе биде трета победа на кошаркарите на Куманово. Балкан е тврст противник, тврд орев, но има преголем пат кој што траеше премногу долго. Во финишот од првата и почетокот на втората четвртина не успеа да се вратат, иако успеа да дојдат до 5 негатива во последниот период. Ево го, на 23 секунди до крајот, Куманово со 87 спрема 71. Балкан е сепак опасен ривал, затоа што нема ниту еден надпревар одигран од дома. Има една победа против Кожу во Гевгелија и 3 порази. Куманово стартуваше со пораз против Приштина, но потоа ги совлада Крајова, Печ и еве сега составот на Балкан. Само ќе почекаме да видиме со каков резултат на крајот. Не е 15, туку 23 секунди до крајот. Логиката покажува дека нема потреба да се брза, може би шут на крајот на нападот, немаше нерви тоа да го издржи Лилов, па направи фаул во дуел со Мандич. Мандич кој што има 24 постигнати поени, 6 скока, однова дава голем придонес, исто како и Мишковиќ, 20 поени и 8 скокови. Паран има 20 поени и
3 скока, 6 асистенции, 3 украдени топки и ево, американецот со топка до крајот. 87-73, 14 поени разлика на крајот за екипата на Куманово. Екипа која што речиси во текот на целиот надпревар беше во водство со исклучок на оние почетни 7-4 и 10-8 што ги имаше екипата на Балкан. Потоа следуваше фуриозната серија од 11-0 што се претвори во 21-2 за 29 према 12 предност со 17 разлика која неколку пати се повторуваше во текот на овој меч. Стигнаа на 5,5 минути до крајот кошаркарите на Балкан на негатива од 5 разлика, беше 69-64 и сега со овации поздравени и кошаркарите на Балкан од спортската публика која што во голем стил го бодреше тимот на Куманова, а сега им се одолжува оној еден од најатрактивни моменти во овој надпревар. Феноменалната асистенција на Ројс Паран и завршницата на Мишковиќ. Подсетување 24 поени за Мандич, 20 за Паран, 17 за Мишковиќ, 16 за златната резерва од клупата Јаневски, кој што заврши без промашување, 7 од 7 одигра или 2 тројки од 2 обида, 7 скока, 2 асистенции, 2 украдени топки. Најдобрата партија на Маријан Јаневски досега. Кај гостите 14 поени има Седмак и Мартин Маринов, по 13 има Павел Маринов и Лилов, недоволно да го избегнат третиот пораз, убедлив 87-73. Ево, поштовани гледачи, Куманово се приклучува на Приштина на Кожув, на лидерската позиција во Балканската Бибел Лига по 4 одиграни надпревари со 7 поени и остварени во 3 победи и само еден пораз кој што го имаат на стартот токму од Сигал Приштина. Ви благодарам за вниманието, останете со Македонската телевизија, подсетување утре вечер одново кошарка, меѓу другите настани кои што ќе ги имаме секако кошарка меѓу МЗД Скопје, Аеродром и Рига, 18 часот во рамките на УЛЕП Еврокупот. Пријатна вечер. Расчистени 2 од 3 инциденти во автобусите на ЈСП. Осомничени се 13 малолетници. Се трага по виновниците за стајковци.